Ова е МКЦ, Младински културен центар. Во последните 2 недели МКЦ во медиумите се најде во наслови како сменет директорот на МКЦ и не сакал да го вработи Бени Шакири, Арсовска за нов ВД директор постави детектив, разрешениот директор на МКЦ обвинува за притисоци од град Скопје за вработување на Бени Шакири, протест за спас на МКЦ, се потпишува и петиција. За да разберете што се случува во МКЦ, прво потребно е да разберете како функционира оваа институција. МКЦ е јавна установа која е дел од град Скопје. Ова значи дека град Скопје е сопственик на институцијата, но институцијата е независно тело кое функционира со свој директор и свој управен одбор. Директорот на МКЦ се бира преку објавување на јавен оглас, на кој што може да се пријави секој кој смета дека ги исполнува критериумите за оваа позиција, а потоа комисија ги разгледува овие пријави и го избира директорот. Управниот одбор на МКЦ е составен од 5 члена кои ги назначува Советот на град Скопје. Еден од главните проблеми во моментот е дека во реалност овие две работи не се така. Во МКЦ повеќе од 4 години немало јавен конкурс за избор на директор. Институцијата функционира со 6-месечни договори за ВД директори кои се назначуваат директно од страна на градоначалникот на град Скопје. Противзаконска пракса која се користи за партизација на јавните институции и со тоа најчесто се поставуваат директори кои не ги имаат потребните квалификации. Управниот одбор на МКЦ пак повеќе од 1 година работи и функционира со 4 члена, односно од потребните 5, Советот на град Скопје има назначено само 4, што сериозно ја загрозува работата и носењето на одлуки на оваа институција. Претседателката на управниот одбор, Јелена Жугич, вели дека досега немале проблем да носат одлуки, но тоа не значи дека во иднина нема да настане некаков конфликт. Од друга страна, град Скопје не ни одговорија на прашањето зошто се уште Советот го нема назначено 5-тиот член на управниот одбор во МКЦ. Сега, зошто МКЦ се најде во центарот на медиумите изминатите неколку недели? Ако тргнам да ви ги раскажувам сите настани хронолошки, видеото ќе треба да трае повеќе од 20 минути, а за тоа го имате текстот на irl.mk. Она што е важно да го знаете е дека градоначалничката на град Скопје, Данела Арсовска, назначи нов ВД директор на МКЦ, Никола Алексов. Првата спорна работа со ова е дека Алексов досега немал искуство со менаџирање на институција во областа на културата, а по вокација е дипломиран детектив. Вториот проблем е дека Алексов добива решение за привремено вработување во јануари 2023 година, а само неколку дена подоцна е назначен за нов ВД директор на МКЦ. Алексов е вработен преку агенцијата за привремено вработување. Ова значи дека Алексов е вработен во агенцијата, а агенцијата го позајмува на МКЦ. Статутот на МКЦ од друга страна вели дека ВД директорот мора да доаѓа од редот на вработените во МКЦ. Расправијата за директорската позиција на МКЦ започнува уште во 2018 година. Тогаш се спроведува последниот и неуспешен јавен конкурс за избор на директор на МКЦ. Позицијата му била ветена на музичарот Арбен Шакири. Но, под притисок на јавноста, ова никогаш не се остварува. А поранешниот градоначалник на град Скопје Петре Шелегов проблемот повторно го решава со назначување на ВД директор, Русе Арсов. Дел од стравот на програмскиот колегиум во МКЦ во моментов е дека крајната цел на градоначалничката Арсовска со поставување на директорот Алексов е позицијата да му биде предадена на Арбен Шакири. За нив, ова представува проблем затоа што Шакири досега нема никакво искуство со менаџирање на институција во областа на културата, за разлика од последните тројца директори или ВД директори, кои доаѓаат директно од редот на вработените во МКЦ и го познаваат работењето на институцијата. Единственото решение во моментов е конечно да се спроведе јавен конкурс и да се избере директор врз основа на вистински систем на заслуги. Данела Арсовска, градоначалничката на град Скопје, реши да се спротистави на повеќе годишниот отпор од страна на вработените на МКЦ против нетранспарентното поставување на раководни позиции. Таа го скрати програмскиот буџет на МКЦ од страна на град Скопје за 2023 година за повеќе од 90%. Во време кога исилувањето на младите расте, а меѓународната заедница фокусот го става на младински политики. За ова има две групи виновници. Оние што решија да одземат финансиската мок на институцијата, односно градот Скопје кој го предложи катастрофалниот буџет, и оние кои гласаа за буџетот, советниците на град Скопје. Првите ја смислија штетата, а вторите ја потврдија. Едни затоа што се послушни, а други затоа што се незаинтересирани. И така, единствената младинска институција остана со срамен буџет за организација на настани.
Недела 22 јануари 2023 година. Група на млади музичари организираат протестен концерт пред Младинскиот културен центар во Скопје. Причината за тоа е назначувањето на новиот ВД директор од страна на градоначалникот на град Скопје Даниела Арсовска. Младите бараат оваа институција да биде оставена од партиските војни и од партизацијата на институциите и да се спроведе јавен конкурс за да се избере најдобриот директор кој што ќе ја води оваа институција. Зашо сме собрани пред МКЦ? МКЦ е едно од ретките места, ако не е единствено, кај што се изразувам. А кога снема тоа, не знам што ќе правам искрено. Неправда е затоа што мешаат политика во култура и затоа што нема да има буџет годинава за да се направи и пола фестивал. Да, ние овде сите се собравме во организација на пола планија колективот да изразиме незадоволство по повод намалувањето на буџетот на МКЦ. Кога нешто е толку успешно и функционално, не треба да се скратува, напротив треба да се награди и треба не да се дуплира, да се тродуплира. Се случува политичка хајка против единствената институција која што постои дека са алтернативните уметници и ова дека покажува колку луѓе ова има единственото место кое што застанува позади нив. Мислам дека сите имаме место како сите имаме свое тло, но пласманот е проблемот секој пат. И место значи многу за мене и за многу други луѓе. И се осеќам тажно. МКЦ ствари припаѓа на културата и на народот, затоа што тука ние ја развиваме културата. Значи, политичарите се слуги. На наш повик треба да кажат да, повелете, што треба и дечки, добрите луѓе тука мора да почнеме да не им попуштаме на лошите, затоа што многу им попуштивме. Младинскиот културен центар е една од малкуте јавни институции, ако не и единствена, каде младите во државата имаат свој простор да творат и да креираат и да создаваат прогресивни движења заедно со своите врсници од Европа. Во МКЦ во 2021 година се имаат одржано повеќе од 800 содржини и настани, 271 музички настан, 293 филмски проекции, 64 книжевни настани, 93 театарски представи, 38 изложби. Голем дел од овие настани се организирани со финансиска поддршка од Европската унија, амбасади и меѓународни представништва кои разбираат и инвестираат во младински политики во оваа држава. Со буџет од само 32.000 евра во 2023 година доделен од страна на град Скопје, вработените во МКЦ ќе мора да се молат за странска помош. А кој да стане или да остане директор на оваа институција, ќе има сериозен предизвик да го одржи единственото место каде што младите имаат простор во живот, а уште помалку да го напреди. Не зборувам за ништо непознато. Зборувам за она што е видливо. Сакам да сум тоа што ти треба. Сакам да сум тука и кога не ти требам. Не сакам да сум тоа што ти прави трема. Улогата ми прија, избирам да бидам тоа што ти треба. Сакам да сум тука и кога не ти требам. Не сакам да сум тоа што ти прави трема. Улогата ми прија, неќам да ја сменам.